дати. Музичкото народно творештво беше деца дел нели од тоа народно творештво, односно фолклорот на македонскиот народ. Кои се елементите на музичкото народно творештво, кој ни каже? Јована? Елементите на музичкото народно творештво се што спаѓа во музичко народно творештво? Значи музичко народно творештво. Зборуваме само за музиката. Така? Значи народните песни, народните ора, народните инструменти, седни Јована. Песните се деца дел од секојдневниот живот на луѓето. Значи секој ден ние со песни го поминуваме дел од нашиот. Нашата група изработи песнарка на македонските народни песни. Песнарката содржи македонски народни песни за различни по својата содржина. И тоа семејни, обичајни, емоционерни, обредни, љубовни, шеговини и слично. Беше за македонските народни ора. Сите сознание до кои што дојдовме ги собравме во оваа книга. Посебно внимание обрнавме на народната ора тешкото. Го објаснивме неговото значење и символика како дел од традицијата на македонскиот народ. Нашата група изработи работа на национални македонски народни инструменти. Ние слушаме за гајдата, косулата, тапанот, кавалот, дајрето, шпелката и звукото како дел од музичката традиција на нашиот народ. Нашата група изработи плакат за музичкото народно творештво и неговите елементи, народните песни, народните ора и народните инструменти. Јас направив збирка на сите македонски народни инструменти во ова слайд-шоу.
Стефан, може по-бързо да видиш. Добре. Добре. Значи всеки последния деца на Македонското народно оръжие. Айде да видиме! Кой участвува в светлата нова оръдеца? Машките. Лично за него? Позиция? Така, само машките участвуват в светлата нова оръдеца. А кой народния споменя участвува? Изабела? Така, тапа ще изчува, значи сте единствени инструменти. Какво е значението деца на ова народно оръжие за македонският народ? Стефан? Войната, така ли? Значи, тежкото е деца химна на страданието на македонският народ. Що забележувате? Кой момент от орото сега го следиме? Памела? Ние го следим моментът, така що водачът се качва На тапанот, значи ороводецът се качува на тапанот. Дали овој момент деца нещо ни символизира? Да. Айде да видиме друг. Що ни символизира овој момент, кога ороводецът се качува на тапанот? Кристина? Символизира дека луѓето од страдањата и дека луѓето од тој момент е луѓето од страдањата дека ороводецот се качува на тапанот и страдањата преминуваат на луѓето. Значи, страдањата продолжуваат, меѓутоа, овој момент деца го символизира почетокот на отпорот на македонскиот народ против поробувачите. И што забележуваме во однос на темпото и на динамиката од овој момент на орото? Еве, јас малку ти попуштам глас. Какво беше досега темпото на орото? Изабела? Бавно.